Господине Димитров, го придружувавте премиерот за време на посетите на Брисел, на Мадрид, на Атина и вие самите бевте во посета на неколку европски престолнини. Вашите европски соговорници излегоа со позитивни изјави за Северна Македонија, но тоа сепак не значи позитивен исход пред советот на ЕУ, што пак би довело исто така одржување на првата меѓувладина конференција. Да, имавме баш една европска недела, заминавме на Денот на Европа, 9 мај, во неделата, и 5 работни денови посета на Брисел, Мадрид и Атина. Огромно мнозинство од земјите членки целосно ја разбира ситуацијата. Нас, последниот период, целта ни беше да го зголемиме влогот. Дека не е ова прашање само на нашата Македонија. Дека има многу сериозни импликации дали ќе успееме ние или не регионални. Мислам дека Европската Унија го губи на некој начин моментумот на целиот Балкан. Преразвлечена е приказната и во крајна линија наш неуспех ќе биде неуспех и на Европската Унија, а јас искрено и цврсто верувам и на нашите соседи комшии Бугарија. И мислам дека се создава една клима, еден контекст што повеќе помага отколку одмага. Се разбира, за одлука се потребни сите 27 земји членки. Јасно е дека Бугарија треба да биде дел од тој консензус, но не е сеедно какви се позициите на сите останати. И не е сеедно дали мислат само на успех или неуспех на една земја, која што има многу драстичен случај со многу изгубени години. Почнавме по Словенија, пред Хрватска, двете се веќе долго време членки, 16 години кандидат. Мислам дека успеавме да изградиме контекст на сите земји членки, ми е јасно колку значи ова. Во регион каде сакаат да направат разлика. Обкружени сме со земји членки. Зошто Северна Македонија на ваков начин реагира на најавите за можно одвојување на Албанија? И колку е известно дека ако пред Советот на Европската Унија се постави прашањето за двете земји, дека во таа ситуација Холандија, Данска и Франција би се согласиле со закажувањето на првата меѓувладина конференција за Албанија? Па, јас би рекол, реакциите беа појасни, многу силни од самите земји членки. Германија се јави прва, потоа се јави Словачка, Австрија исто така имаше една многу јасна оценка дека ако на најдобриот во наводници ученик го задржувате заради прашање што не е во контекст на стандардите, принципите и европските аки, каква порака давате? Борел имаше јасна изјава, председателката на Европската комисија фон дер Лајен исто така кога се видовме. Мислам дека е време и ние и комшиите во Албанија да почнеме пристапни преговори. Во моментот мислам дека е во финална фаза или можеби веќе готова е. Има краток извештај за напредокот за Албанија на барање на неколку земји членки во однос на тоа дали ги исполниле условите кои што им беа закачени за одлуката за зеленото светло од март минатата година. За нас нема таков извештај, бидејќи како што самата комисија многукратно вели, ние ги исполнивме сите предуслови за почеток на пристапниот процес. Не е јасно, мислам дека нема известност и нема гаранции. За жал, токму тоа нас и ни треба повеќе предвидливост од процесот на донесување одлуки во ЕУ, позициите на земјите членки и така натаму. Имаше една дебата, бидејќи Холандија спомнавте, пред 3 седмици од прилика, каде министерот Блок најавува дека го чекаат овој краток извештај за напредокот од Европската комисија и пак ќе има една дебата. Меѓутоа, мислам дека, имајќи го предвид влогот, значењето, се она низ кое што поминавме од јуни 2018 наваму, сите декларации на Европскиот совет кои што не баш дека беа имплементирани, едно беше што беше кажано, друго се случуваше. Мислам дека имаме многу силен случај
да имаме две меѓувладени конференции, и за нас и за Тирана. Од каде позитивната проценка дека моменталната техничка преодна влада, да наречеме Бугарија, би била соодветен партнер за постигнување евентуален договор, компромис и од тука нели усвојување на преговарачката рамка и потоа закажување на првата меѓувладена конференција? Јасно е дека ситуацијата не е идеална и овој политички контекст има предизвик. Меѓутоа, исто така е јасно дека ако обидите ги синхронизираме со изборите, кај нас има локални, Бугарија по овие втори парламентарни ќе има председателски, Германија има парламентарни, Франција има председателски пролетта идната година, тогаш многу тешко ќе биде да најдеме период каде нема да има избори за да се обидеме. Мислам дека толку е голем влогот и толку време поминува што немаме луксус да не се обидуваме и оваа проценка не е само наша, ова е проценка на многу земји членки, на институциите во Брисел и мислам дека во следниве денови и недели ќе видиме засилен ангажман во оваа смисла. Да видиме што е можно за да успееме да го вратиме односот во шините на блискост и пријателство со комшиите и Европската Унија да испорача кон Балканот, да се обидеме да ја свртиме динамиката кон подобро, која што ја губиме, бледне е за жал европската идеја на Балканот. Значи, ако ве разбрав добро, ако нема сега пробив, можно е да има одложување сигурно на повеќе месеци, ако не рече си на една година на процесот. Не можеме да исклучиме, меѓутоа мислам дека е наша обврска да направиме се што можеме да обезбедиме пробив сега. Неодамна пишував еден текст, наслов ставив од сага во сега. Мислам дека е вистина крајно време Северна Македонија да ги почне пристапните преговори со Европската Унија. Има ли директни или индиректни преговори со контакти со бугарската страна во овој момент и може ли да се очекува, веќе рековте можен пробив во јуни, поголем ангажман на актуелниот председавач на Португалија? Има известни и директни контакти на различни нивоа, има изгледи тие да се засилат во предстојниот период, значи директно македонско-бугарски контакти. Исто така имаме сигнали дека ќе има позасилен ангажман на португалското председателство. Бидејќи тука дипломатијата зад затворени врати на некој начин дава поголеми шанси, не знам колку е мудро од моја страна повеќе да кажам, меѓутоа честно е да најавиме дека очекуваме засилен ангажман на португалското председателство, кое што мислам дека има добра волја, далеку се географски, нивната позиција на незаинтересиран или погрешен збор, чесен посредувач е јасна, сакаат успех и сакаат да го завршат тоа што го почна германското председателство и да ја спроведат одлуката на Советот од март минатата година. Благодарам. Благодарам.